Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Добро вечер, почитувани, добродојавте во Гласот на народот. Еве, Петре Ма Андреевски, нашата вистинска икона која треба секојаш да биде парадигма за сите нас каде да сме, со кого и да сме. Од едноставна причина дека Македонија како бренд е нешто што треба да се заслужи, да се доживее и да се чува. И затоа и денеска светот дојде во Македонија. Денеска светот ја покажа вистинската страна и слика во смисол на зборот колку Македонија треба да биде респектирана. Без никаква девалвација, се мисли на министерскиот состанок. Оти не е самит. Самит е кога имаме средби со сите шефови на држави. Но ОПСЕ како организација, поранешно КЕПС, правам само еден мал вовед да дадам за настанот што е актуелен од државата, се занимава со прашањата за мацинските прашања. Нашите политиканти уште 93 година се откажаа од македонците во Егејска, во Беломорска Македонија. Актуелните политиканти или наметнати, да речем, се откажуваат од македонците од Пиринска Македонија. Нашите македонци кои се во Преспа, Пустец, Гора, исто така под притисок на нашиот источен сосед, им вршат асимилација да се запишат како бугари. Што ни преостанува? Преостанува да го вклучиме рацијото, ако е во заспана ситуација, а на крајот се пак ќе подсетиме слободењето за Македонија и да речеме доста е. Но нема да речеме ние доста, продолжуваме и натаму за во Гласот на народот, посветиме внимание за сите кои заслужуваат и бараат почит, респект и помош. Ние сме тие што заедно ги сочувствуваме сите болки, страдања, радости, оти затоа сме со вас 23 години. Да, сите имаме право на лек. Тоа е мотото на вечерашната емисија, која ќе третирам со мојата драга и прекрасна хероина за мене македонка, Ивана Танасовска, пациент и председател на Асоциацијата за цистична фиброза. Пон со емоции и затоа просвајате малце сум под таков впечаток. Добро вечер и добро дојде. Добро вечер, благодарам на поканата. Многу е важно да ја шириме идејата и за пациентите која е од голема помош, дека лек треба да добијат сите. Исто така е многу важно луѓето да се запознаваат што значи цистична фиброза, дека овие пациенти се меѓу сите нас, во државава живеат и во другите држави настрана од Македонија и е многу важно да бидат прифатени, да не бидат стигматизирани и да не бидат дискриминирани. Ивана, да, сум по еден голем, да речем, еден навој позитивно, секој случај по една емоција, бидејќи си ретко позитивна личност и дај Боже како тебе многу да се со таква аура, со таква позитивна енергија, личност која навистина е победник во сите сфери на живењето и реков дека е парадигма, што значи да бидеш генератор на позитивна енергија. Во каква да е ситуација. Еве примерот што ми го даде и го разговаравме пред емисијата, ми даде за право да почнам околу таа стигматизација од нашата Македонија
Стигмата е закон пред се. Да му свртиме грб на човекот кој ќе ти побара помош, да го заборавиме во тешки моменти, да не му се уме кој ќе не се јави, ќе не побара, да не се сочувствуваме бидејќи ја користиме таа позната туѓата болка на сопствената кожа не се чувствува. Како ја доживуваш таа информација која си дознала дека ја имаш оваа болест? Можам да кажам дека за среќа растев во семејство кое беше растеретено од таков терет на стигматизација, што ќе речат другите, што ќе речат роднините или пријателите околу нас. И од старт ме научија дека јас треба да ги кажувам работите онака како што се, бидејќи тоа да имаш одредена болест, ретка состојба или било каков друг проблем, не значи дека треба да се срамиме од тоа, бидејќи тоа сме ние. Битно е ние како ќе комуницираме со светот, какви сме во нашата душа, какви работи правиме и на кој начин го гледаме светот, и според мене тоа е најважно. Никогаш не криев за состојбата. Уште во основно училиште наставниците знаеа дека треба да користам одредени ензими пред секоја храна. Другарите и другарките исто така дури ме подсетуваа кога ќе заборавев. Беа постојано во комуникација со моите родители во случај кога јас ќе се почувствував лошо или ќе бев повлечена. Така да од сите имав поддршка, постојана поддршка. И тоа е, мислам дека многу важно за секој човек, затоа што и државата нормално треба да се гледа како едно семејство и да функционира како едно семејство, да се грижи за сите членови од заедницата. И сум среќна што растев во едно такво семејство кое и пријатели кои постојано беа покрај мене и кои ме направија ваква личност како што сум сега, како што ме кажавте вие, позитивна личност, затоа што сметам дека треба да сме психички растеретени од сите лоши работи кои ни се собираат во нас и треба да гледаме секогаш на позитивната страна и да извлечеме максимум од нашите животи, било да бидат 30 години, било да биде многу повеќе. Председател си на Асоциацијата за цистична фиброза. Колку членови сте? Моментално имаме 120 на членови. Инаку во пациенти со цистична фиброза варираат меѓу 130 и 140. Бројката се менува во зависност од дали некој ќе се исели во странство, од новородени пациенти и така. Многу е важно што од 2019 година почна неонатален скрининг, тоа значи дека на секој новороденче, уште во породилиштето, му се зема крв од петата и се утврдуваат различни болести, меѓу кои и дали постои цистична фиброза. И тоа е многу важно заради ран третман на оваа состојба, бидејќи станува збор за прогресивна болест. Дали е тоа наследна? Наследна болест, да, се наследува од кога двајцата родители се носители на еден дефектен ген. Што значи? Тоа значи дека 25% шансите од родители кои имаат по еден дефектен ген, 25% шансите се да биде детето здраво, 50% шансите се да биде само носител на еден дефектен ген, дали од мајката или од таткото, и 25% шансите се да биде болно детето со цистична фиброза, доколку ги земе двата дефектни гена од родителите. Во досега откриени се преку 2000 мутации, и тие мутации се поделени во 6 различни категории според тежината на проблематиката која ја носи самиот генотип. Првата мутација е првата група е од најтежок вид, се до 6-та група. Моите мутации се од прва и втора група, значи спаѓаат во оние кои се поттешки. Многу ми беше мене важно да почнам да зборувам за цистичната фиброза прв пат кога наполнив 18 години, за прв пат излегов во телевизија, заедно со докторката која не водеше во тој момент на клиниката за детски болести, со еден родител на пациент со цистична фиброза и со еден пријател, исто пациент со цистична фиброза, кој во тој момент живееше во Македонија, сега е одселен.
и бевме заедно на емисија да ја подкрепаме свеста за цистичната фиброза и што значи и како да бидеме прифатени во заедницата. Тогаш бев прва година на факултет, тогаш не постоеше модулаторна терапија, немаше за што да се бориме, но беше добар план да се поткова населението со знаење дека таква ретка болест постои. Ретките болести во минатото многу поретко се зборуваше за нив, затоа што афектираат, ние сме најчеста ретка болест цистична фиброза и афектирани се 130-140 пациенти. Тек за другите ретки болести кои имаат многу помалку пациенти, може би треба уште повеќе да се зборува за да можат граѓаните да се запознаваат со какви проблеми се соочуваат другите и на кој начин би можеле да помогнат. Од ова дистанца, значи 10 години веќе си активно, нели? Па да, значи, да. Дали имаше слух од страна на Министерството за здравство за вашите молби, вашите пораки, со оглед дека колку што можеме како гледачи, како народ, видиме, че беше тоа диалог на глуби. Значи никој не можеше, не сакаше да ви излезе во предвид. Зошто? Порано разговорите беа насочени кон инхалаторна терапија, кон антибиотска терапија и одеа, да речам, бавно процесите, меѓутоа се остварува права кои ги имаат пациентите. А се знаеше за овој лек порано? Не, во 2019 овој лек е излезен. И од тој момент ние почнавме, може би направивме во тој момент грешен чекор, не знам. Меѓутоа почнавме со дописи до министерства, до политичките партии, имавме дописи и до сите релевантни институции од тој сектор, за да ги запознаеме со новите лекови кои излегоа, кои беа во тој момент за 90% пациенти делуваа за 90% успешни, пациенти, успешни, да. Бидејќи модуларната терапија се дава според одредена мутација, најчеста мутација е Делта F508 и овој лек делува на секој кој има барем една копија од таа мутација. И во тој момент верувавме дека можеби некако ќе се придвижат работите со состаноци со министерствата и со без да има потреба да излегуваме по медиуми и да на некој начин да си ја извадиш душата, да ја покажеш пред сите и да побараш нешто што впрочем и ти следува. Без успех беа тие работи. Некако засиливме во моментот кога дел од пациентите веќе беа во многу тешка и критична состојба. Имавме 4 пациенти кои беа на кислородна поддршка и уште 3 кои бевме во таа предтерминална фаза. Терминална фаза значи последна фаза од животот каде што веќе не може да се помогне. За жал изгубивте еден добар За жал, да. Тоа беше наша најголема загуба во цела асоциација. Изгубивме и пријател и соборец. Почнавме во декември лани, излеговме пред Министерството за здравство, кога разбравме од неофицијални извори дека терапија нема да биде предвидена за 2023 година. Тоа беше многу страшно, ова беше во 2022 година. Беше премногу страшно. Во тој момент Благојче, за жал, кој почина. Дека почива мир во секој случај. Да, вечен да му е споменот, Благојче и уште 4 други беа во многу тешка и критична состојба. И тоа беше единствено решение да излеземе на протести за да кажеме колку е тешко со оваа диагноза да се живее, затоа што е прогресивна и затоа што мора подитно да се преземат мерки да се спасат млади живот. Има на мене наистина ме совладува емоцијата во секој случај, но тешко е да се спомне. Млад човек замина, што се вели, дали треба жртва да се случи? Тоа се прашувавме ние постојано, дали требаше многу порано да почнеме со протести. Пред да почине Благојче имавме 2 протести, еден во декември, еден многу голем во февруари, кој го направивме пред владата. И многу пати претходно апелиравме
оние кои ги носат одлуките да дишат со цевче, барем 20 на секунди, за да ја видат тешкотијата на сите пациенти. Да видат како е да се диши со цистична фиброза, кога имаш пред тебе воздух, пространство, а ти се чувствуваш како да се давиш. И тоа е болка не само за самите пациенти, болка и за родителите, и за пријателите на тие пациенти, затоа што ние не сме изолирани битија. Ние живееме во заедници, комуницираме и сите тие моменти кога треба да се одделуваш од дома, да одиш на двонеделна терапија секои 3 месеци, сето тоа е еден не само физички терет, туку и психолошки терет и на самите пациенти, и на родителите, а посебно кога знаеш дека и животниот век ти е скратен и сакаш сето можно време да можеш да го искористиш убаво и да уживаш во животот. Затоа ќе помогнеше таа терапија, за како сега јас што сум во овој момент, бидејќи јас сум во тие 12 што првично почнаа со терапија, мене животот ми е комплетно сменет. Во овие 7 месеци јас се немам хоспитализирано, ден немам во болница поминато, се немам антибиотик напиено и живеам комплетно друг живот. И многу е лесно да се навикнеш на нешто поубаво. Тоа го сакаме за сите пациенти. Во секој случај верувам дека ќе допре твојата порака до тие што денеска нема чувство, а располагаат со народни пари и ги трошат во погрешни правци. Верувам дека ова порака твоја, секако од оваа емисија, треба да изличат заклучок и други кои се во финансиска попотна ситуација, да не бидат егоцентрични, туку да споделат и тоа што го имат со луѓето кои поборуваат и бараат подршка. Може ли да ни доловиш еден сегмент, ако еден детаљ од самата борба со оваа болест? Велиш дека го живееш животот слично е како да си има постојано COVID-19. Одам низ животот, сокопнеш за подобро утре, додека гледам да го изживеам денес до максимум. Да, па, тоа беше периодот кога се уште немавме достап на модуларна терапија. Животот на пациентите на некој начин беше сведен како живот на куче во некој момент, можам да речам, заради животниот век. Кучињата живеат по 14-15 години, така беше порано и со пациентите со цистична фиброза, што навистина е многу тешко да може да се перцепира и од самите пациенти и од родителите. За среќа тие работи се променети. Сега со модулаторната терапија кај пациенти мали, кога почнуваат тој процес на користење на модулаторна терапија, бидејќи во европските земји овој лек се дава над 6 години, а во Америка е над 2. Во моментов следува и процедура да се симни границата и во Европа од 2 години нагоре да се дава тој лек. Животниот век е предвиден на 80 години. Тоа е просечен животен век и на здрав човек. И затоа апелираме колку може побрзо да се вметнат и младите пациенти. Како изгледаше претходно животот со цистична фиброза? Кој треба да го настори тоа? Па во моментов има една процедура кај нас во која се предвидени над 12 години сите пациенти во 2024 да добијат терапија. Во моментов се чека за недела до 2 да стигне терапија за 39 пациенти нови и потоа со новото буџетирање во 2024 да почнат со терапија остатокот од пациентите кои се над 12 години. Според нас во асоциација тоа е навистина добра бројка, за пофалба е овој почетен план. Меѓутоа, алудираме постојано дека мора во предвид да се земат и помалите дечиња, каде што болеста не е во напредната фаза, туку се уште во добро здравје и голем дел од лековите кои ние се уште ги примаме заради тоа што се јавиле одредени компликации во сите сфери од нашето тело, здравието, тие нема да имаат потреба да ги користат. Нивното белодробие ќе биде зачувано, нивниот црн дроб исто така нема да биде оптеретен со премногу лекарства
и сите други аспекти од живењето ќе бидат многу олеснати ако и кај малите пациенти се даде ваква терапија. Сепак, уште еднаш кажувам дека ова како почетна точка е навистина добар старт и ќе продолжиме да се бориме и за најмалите. Ти си мајка? Не сум мајка, јас сум пациент. Не, дали си мажена? Не, мажена сум, не сум родител, да. А сопругот работи? Сопругот работи, да. И Како го доживува се тоа твое? Па добро, кај нас некако беше многу едноставна ситуација затоа што ние бевме другари, во исто друштво бевме, уште од средно училиште и факултетските денови, така да со сите аспекти од моето живење тој веќе беше запознат и сите обврски кои јас ги имав, да, поддршка максимална имав од него, од родителите, од сите пријатели, од цело друштво и дури во моменти кога и не бев расположена, кога требаше да бидам на болница. Па да, знае да дојдат на болница да ми донесат нешто за грицкање, за пијалок, така. И некогаш во тие работи се гледа убавината и на живењето, кога имаш некој кој ќе те расположи во неубав момент и за кого уствари треба и да живееш. Те прашав како е да се живее. Да, го скокнав, многу теми излегуваат од едно прашање. Да се живее со цистична фиброза пред терапија беше навистина и захтевно и тешко. Уште самиот ден кога ќе започнеше со отворањето на очите, ние почнувавме со кашлање. Зборувам не за накашлување, туку за истоштувачко кашлање со чашови. Исцрпувачко, точно. Некогаш дури се чувствував дека не сакам да се разбудам наредното утро, кога ќе се сетев колку се товар имам јас тој ден, колку енергија треба да потрошам само со кашлање, а тек другите активности да ги завршам. Утрата беа најтешки, постојано кашлање, инхалациона терапија, антибиотска терапија орална, потоа следуваат обврски кои со школу, кои со други работи, и потоа следува уште една инхалација, потоа следува повторно физикална терапија, па уште една инхалација пред спиење, антибиотици во текот на денот. Околу 30 апчиња секој пациент зема во текот на денот. Што за храна, што антибиотици, што други. Опасно за црниот род. Па да, ги оптеретуваш и другите органи. И оваа болест е и мултисистемска, затоа што значи дека не се афектирани само белите дробови, афектирани се и цревата, афектиран е и црниот дроб. Голем дел од пациентите, 50%, да речам, скоро имаме и диабет, заради тоа што оваа состојба прави густ секрет во сите каналчиња од органите со надворешно лачење. Тоа значи дека доаѓа до запушување и до уништување на самиот орган заради што нема проводност во тие канали. Значи, панкреасот не може да ја обавува функцијата да пушти ензими за да ја разложат храната и заради тоа панкреасот страда. Исто така со цревата заради оптеретеноста со еден куп лекови, и сето си носи своји последици. Сега, спомна дека со самото раѓање, значи, веднаш се взимаат биохемиски, да речам, анализи, за да се установи да се... Дали пациентот, дали е пациент со цистична фиброза или не. Да. Имајќи факт дека најдов на еден твој дневник што си го водела, можеш да ни доловиш нешто тој дневник? Па, тој дневник го водев баш во периодот кога пробувавме да издействуваме трикафта да стане достапна за сите пациенти. Тој беше многу тежок период. Најпрво почнавме со една чиста мисла кога институционално баравме, како што кажав и претходно, баравме да ни биде обезбедена таа терапија. Имавме многу ветувања
и заради тоа, бидејќи надежта беше голема, верувавме на тие ветувања. Залудни беа, личи дека Да, не за жал реагираше. беа залудни, како поминуваше времето, свативме дека од тие ветувања нема ништо. Пациентите кои претходно ги споменав, кои беа на кислородна поддршка, се влошува секој ден во здравието. Тоа се гледаше и на нивниот тен, се гледаше во начинот на кој зборуваат. И во еден момент решивме дека нема друго решение освен да се оди на протести. На првиот протест пред Министерство за здравство, 10 минути пред да започне протестот, тогашниот министер не викна на состанок. Од една страна се роди тогаш надеж дека можеби некои работи ќе се сменат, од друга страна повторно страф од таа изиграност, да не бидеш изигран, затоа што во тој момент јас, барем како и пациент и председател во тој момент на асоциацијата, заедно со Фики Гаспар, ние сме двајца председатели според статут. Поздрав до Фики. Да, поздрав голем. Во тој момент ние имавме тешка улога, затоа што не требаше да се грижиме само за нашето здравје, требаше да се грижиме и за здравието на сите останати. Во тој момент тоа беше многу страшна одлука што требаше да ја донесеме и заради тоа се одлучивме на протест. На состанокот немаше некои конкретни одговори. Дури на почеток со министерот и некако не... Можеби не се разбиравме. Во еден момент не знаеа колку е сериозна нашата состојба и покрај тоа што апелиравме, и тоа беше многу чудно. Имаат лекари во рамките на нивната политичка партија. Да, бидејќи ние цело време зборувавме колку е страшно и колку е тешко да се живее со 30-20% капацитет на белодробие. Дека болеста е прогресивна, дека во секој момент може да изгубиме пациент. Ние имавме пациентка која 7 години беше поврзана на кислородна поддршка, немаше 7 години излезена од дома. Најмногу нашите стравови беа дека ќе изгубиме неа. И по неколку месеци се случи да го изгубиме Благојче. Тој беше исто во една критична состојба, но беше многу страшно затоа што носевме товар секој пациент да излезе здрав од оваа битка и не успеавме. И во тој дневник имав напишано она што мене ме мачеше во тие конкретни моменти. Јас на првиот протест дури пред сите медиуми се расплакав, затоа што чувствував од една страна страв, не само за мојот живот, туку посебно за животот на оние кои се на кислородна поддршка, и чувствував гнев, затоа што толку многу зборување, толку многу објаснување не вроди до тој момент со плод. Потоа со министерот некако почнавме почесто да комуницираме, да се дојде до некое решение, 30 на пациенти кои се, да речам, во тие со средно тешка слика и тешка клиничка слика да започнат. Потоа имаше промена во Министерството за здравство, па наново со новиот министер среќа се... Притисокот на опозицијата, тука не најмалку не сакам некого да фаворизирам, фактот беше народот на преголем притисок. Луѓето направија, се солидаризираа со нас, дојдеа на нашиот протест во февруари. Меѓутоа, од оваа перспектива сега кога ќе размислам, ние имавме многу голема поддршка од сите страни, и од медиуми, и од граѓаните, и од самите пациенти и родители. Меѓутоа, не требаше да се дозволи да почине пациент за да се донесе терапија, затоа што во тој момент терапијата која ние ја испивме беше горка, не беше сладка. И тоа не смееме никогаш повеќе да го дозволиме луѓе да молат за лек, затоа што тоа е дискриминаторски однос. Се надевам дека сега работите ќе се променат, затоа што сме тргнати во една правилна насока. Еве, последните информации се дека се очекува за 1 до 2 недели терапијата за 39 пациенти да стигне. Да, и останатите 20-тина, вкупно се 66 пациенти со цистична фиброза над 12 години,
така што и останатите во текот на 2024 година на почеток, кога ќе се започне со новиот буџет, ќе добијат терапија. Тоа за сега е во ред, меѓутоа продолжуваме да се бориме и за најмалите, како што е во другите европски земји, во соседните земји, да бидеме и ние. Бевте принудени, колку што читав, да заминете во други држави за вашето излекување. Мислам, така беше ситуација пренесена во јавноста, во медиумите. Многу пациенти веќе и заминаа. Уште со самото појавување на модулаторната терапија, голем дел од пациентите се вработија во Германија и државата им обезбеди бесплатно здравствено лекување со модулаторна терапија. И тоа беше еден парадокс. И страм за политичките амбиенти, јас ова морам да се го коментирам, бидејќи штета, го спомнавме Благојче, дека почива во мир, повторно ќе спомнам. Од друга страна имавме исто така една многу дечиња што почина, но по вина не би одел во крајност како што се случува, но политичките субјекти кои злоупотребуваат. Значи мислам, не сакам да бидам малициозен, али не е убаво на маката и болката на семејствата и на лицата кои заминуваат од овој привремен живот, некој да добие посебни бенефити. Но како и да е, те прекина во контекст на муабето што спомна преска. Дали сега можеме речем дека регулирано е тој пат на Организација за воиднина за набавка на нови количини и бројки, и дали тоа треба да се преслика и во други политички амбиенти, како закон е донесен, не ли така? Да, донесено е, за прв пат е направена како професионална студија на кој начин ќе се лекуваат пациенти со цистична фиброза, што до сега не постоеше во смисла на модулаторната терапија, и опфатени се сите над 12 години пациенти да можат да примат и ќе примат модулаторна терапија. Политички субјекти, Министерства за здравство да ги имплементират и да ги реализират тие основни. Да, ние се надеваме дека таа граница ќе се намали, затоа што еве во Европа, како што кажав, е процедура од 2 години нагоре. Во соседните земји со кои комуницираме... Како ќе функционира дете до 12 години? Исти таквите глоби? Или не може да има смртни случаи? Ќе чека да се влоши за да добие терапија. Што треба да се случи да се модулира, да се намали таа граница? Што треба да се направи? Па ништо, еве, ќе алудираме постојано, ќе излегуваме по медиуми, ќе ја продолжиме нашата борба. Ја верувам дека промени ќе се случат у секој случај, гледајќи ги и јавните настапи. Не сакам да те инволвирам во политичка дискусија, но како и да е, политичките амбиенти кои ќе дојдат, мора ова да го имат во секој случај, во секој смисла на зборот. Да, се надевам дека ќе настанат позитивни промени како изминуваат годините, затоа што очекуваме и други модулатори кои допрва треба да излезат, кои се за пациенти на кои оваа модулаторна терапија трикафта не им одговара, а ние имаме и пациенти во овој момент на кои не им одговара трикафта. И мора да продолжиме, според мутацијата. Не може да делува според мутацијата. Тие имаат комплетно други мутации за кои во овој момент нема лек. И бидејќи се прават постојано истражувања, во првиот момент кога ќе излезат новите модулатори, ние мора да се бориме и за новите пациенти, за оние кои засега не можат да бидат покриени со трикафта. И работата е тоа што асоциацијата е тука за сите пациенти, без разлика колку години имаат, дали им одговара терапијата или не. Значи, ние имаме многу прашања за кои треба да се избориме. Еве, Центарот за ЦЕФ е едно од тие прашања. Во моментов е подготовка на тој центар и се надеваме дека полека ќе се решаваат проблемите на сите пациенти. Видов една убава снимка, бевте организирани, заминавте кога падна првиот снег, режеве
Среќата се гледа во секој случај. Да. Најбоже секојаш да сте насмејани вака во секој. Како да се дојде до вашата асоциација? Нашата асоциација има вебсайт, има Инстаграм профил и Фейсбук профил. acf.mk е вебсајтот на кој можат да се најдат дополнително линковите за Инстаграм, кој е исто така acf.mk, и за Фейсбук Асоциација за цистична фиброза на кирилично писмо. Ова беше настан по повод Европскиот ден за цистична фиброза, за јакнење на свеста за цистичната фиброза. Го организиравме, првичниот план беше да биде во сабота, на 25-ти, но времето не одеше во наша корист, нешто слично како што е животот на пациент со ЦЕФ. Еднаш сте добро, во другиот момент се случува бура. Го преместивме за во недела заради поволните временски услови, го начекавме и првиот снег, некако се погодија работите, организацијата беше супер. Морам да се заблагодарам, имавме водичи од организацијата Хадвао, кои беа и наши спонзори. Го користевме домот Даре Џамбас горе. Првичната идеја беше да биде на отворено, меѓутоа условите не дозволува, направивме промена во последен момент. Имавме медицински тим кој не пратеше во текот на турата од Средноводно до врв, се искачивме. Дел се качија и со жичница, оние кои не може или кои не сака да пешачат. Многу добар настан направивме, поминавме убаво и се надевам дека ќе прерасне во традиција секоја година да го одбележуваме и да биде само зубаво, а не на протести. Јас секојаш сакам вака насмејана да видиш, и ти си наистина, реков, еден генератор на позитивна енергија. Ретко кој може да биде таков како што си ти, али пак Божја волја во секој случај, што зрачиш позитива и покрај тоа што минуваш низ многу искушенија и предизвици. Како родителите го поднесува сите ова мигови со тебе? Јас наистина ги поздравам од се срце, тоа се за мене исто така големи херои и од тука ве поздравам од се срце. Наистина ви благодарам што сте родители на вакво прекрасно суштество, прекрасна македонка, хероина. Па мислам дека некогаш кога сте ставени во одреден контекст со одредена состојба, немате друга опција туку да се борите и да направите максимум од она што го имате. Најважни ни беа да ги имаме моментите заедно, да вложиме во пешачење, да вложиме во одмор, во убави моменти и да се насочиме на убавата страна од животот и она што животот може да пружи. Да. И не знам дали имам сигнал. Почитувани ако имаме телефонски број, би било задоволство ако има некој од вас сака да постави прашање или да се обрати на мојата почитувана соговорничка, ќе биде задоволство да ја вклучиме. Но како и да имаме уште некои минути, би било предизвик да ве слушнам од гласот на народот. Нешто за овој лек, значи пронеден 2019, тоа е како првите чекори, значи тој се усовршува, нели? До тој момент лекот во 2019 веќе пуштен безбедно во продажба за консумирање на пациентите. Патентиран лек, да. За жал, од Америка е компанијата, меѓутоа имаат представништва низ сите европски земји. За жал, ексклузивитетот го држат се уште неколку години, уште 3 години мислам, и заради тоа и цената е многу скапа. Но се надевам... Лиценцата не може да се купи за тука, сега не, затоа што имат... затоа што имат вложено многу години во истражување додека не се открие тој лек. И заради тоа се заштитени да се исплатат трошоците што се инвестирани, и потоа ќе можат и другите фармацевски компании да преземат таа формула и да може на широк пазар да се обезбедува овој лек. Се надевам во тој момент ќе биде многу поскап и поевтин, и се надевам дека ќе биде и достапен за многу повеќе пациенти. Од има држави каде што овој лек исто така е тежок, како што го одиме ние тешкиот пат, така и во други држави е тешко да се набави. За среќа балканските земји го имаат обезбедено.
Европа го има обезбедено, во Африка во дел од земјите го има, меѓутоа има и држави каде што не е достапен за жал. А вашата асоциација соработува со регионот, со балканските држави, да им земји? Да, соработуваме, сме во постојана комуникација и со родители, и со пациенти, и со самите асоциации. Лани учествувавме и во Србија на еден конгрес регионален, каде се запознавме и со доктори од другите држави. Разменивме убави, позитивни искуства кои во тој момент тие ги имаа, затоа што беа започнати веќе една година на модулаторна терапија. Ние немавме. И некако тоа ни влеваше надеж дека и кај нас полека ќе почнат процесите. За жал, ние сме последна држава на Балканот која започна со модулаторна терапија. Меѓутоа да гледаме на позитивната страна, се движат работите и се надевам дека сите до година ќе бидат здрави. Ти си антрополог, морам да кажам. Значи, тоа е мене предизвик кога прочитав. Значи, антропологијата ми е најслаба точка во животот. Ти секогаш сакам да истражувам, да испитам и за биолошкиот потенцијал на мојот народ, македонскиот народ. И да вистина, кој ќе рече Македонија има антрополози и не случајно ќе речем генот во тебе е тој што е парадигма, пак ќе речем на вистинската македонка, таа е одлика. Зошто викам се борат сите за тој бренд? Македонецот, со македонката, преди се македонката, таа е главниот чинител на семејството. Ако велиме ние мажите сме глава на семејството, без македонката, без мајката, не би биле тоа што сме денеска. Знае да сака, да проштева, да биде искрена, честна и сето да биде позитивна. И тоа ми даде за право да речем дека навистина се гордем што си вечера моја соговорничка и би те замолил која е твојата порака? Пораката е некогаш институциите да ги слушаат оние кои се најзасегнати од проблемите, затоа што и ние и покрај тоа што не секој од нас е лекар или е во одредена бранша, можеме да дадеме добри идеи како нешто да се имплементира, да се подобри, а тие работи некогаш и не коштаат воопшто ништо. Работата е постојано да се унапредуваме и како држава, и како човештво, да бидеме едни кон други добри, да си исполнуваме душата со радости и да не си го труеме организмот со небитни работи и да посакуваме некому лош. Најбитно е да ни бидат живи и здрави оние кои си ги сакаме и само убави работи да се случуваат, тоа е најважно. Имено, ти благодарам многу. Наистина, може да речам, овие 45 минути поминав една целосна метаморфоза и ме врати повторно во вистинска ситуација. Ти благодарам уште еднаш што беше мој соговорник и гостин на Гласот на народот. Благодарам за поканата, многу ни значат вакви работи. Секојаш отворени се портите за вас, почитувани. Еве, Ивано даде вистинска оценка што е да се биде позитивен во душата, во мислата, во живењето. Не би сакал ништо повеќе да коментирам. Бите ми живи здрави, се гледам утре во петочното издание од нашиот политички магазин. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.